Почитуван председател на владата, Зоран Заев, почитувани министри, колеги, почитувана Патриција, почитуван Марко, почитувани пратеници, почитувани присутни. Председателе, јас и вие пред 4 години им ветивме на граѓаните дека кога ќе имаме можност да ги водиме институциите, нема да се срамиме во очи да им погледнеме на најсиромашните. И денеска сме навистина горди на чекорите кои што заедно ги правиме, за да ова наше општество го направиме општество на благосостојба. Последните 2 години направивме социјална реформа која што го менува начинот на кој што се грижиме за најсиромашните. И поставуваме нов стандард од кој што нема назад. Денес повеќе од 30.000 домакинства добиваат гарантиран приход и повеќе од 22.000 деца добиваат детски додаток. Вложуваме најмногу во децата, затоа што сиромаштијата не смее да се пренесува од генерација на генерација. И главна цел на оваа реформа не е само повеќе пари. Главна цел на оваа реформа е инвестиција во луѓето и темелни општествени промени. Јас морам да ги спомена министерот за здравство и министерот за образование и да им се заблагодарам што сте партнери на овој пат кон општествена благосостојба во нашата држава. Денес сум среќна што исто така сите регионални професори, истражувачи во социјалната политика се со нас. Денес сите може да кажеме дека социјалните реформи во овој регион, инвестициите во луѓето не се само илузија. Ние покажавме како држава дека ваквите политики може да се спроведуваат во пракса и да даваат резултати. На крајот ќе завршам со една порака која што ми ја упати возрасна жена завчера во Штип, која што по возраст може да ми биде и баба. Додека ние дебатираме како да ја подобриме благосостојбата, како да ја зголемиме минималната плата, што се сме направиле, таа ме прекина и рече: знаете што, деца? Јас живеев во општество на семена благосостојба, но сите ние се срамиме 30 години за да зборуваме за ваквиот тип на благосостојба. Па ајде целосно да се посветиме како регион, да ја искористиме енергијата што денес ја имаме и искуствата кои што овој регион ги има и да заеднички создадеме држави на благосостојба на кои што сите заедно ќе бидеме горди. Ви благодарам.